Многу нејасноти и кај наставниците и кај родителите пред стартот на новата учебна година. Од сонг со остра реакција до властите. Велат недозволиво било директори на училиштата да бараат од наставниците од дома да си носат компјутери за онлайн настава, бидејќи такви ресурси за работа треба да обезбеди школото. Ги убедува дури ако компјутерите им се со перформанси кои што се послаби да ги надградат на собствен трошок. Значи или да ги надградат на собствен трошок или да евентуално и купат нови компјутери, што апсолутно е неприфатливо и ние како синдикат таква работа нема да поддржиме, односно остро реагираме на таквите барања. Со идентичен, но и уште посериозен проблем се соочени родителите на илјадници дечиња кои немаат од каде да им купат компјутери на децата за да следат настава од дома. Државата најде половично решение за овие дури 40.000 ученици, кои наставата наместо од дома ќе ја следат во училница. Родители до редакцијата на Алфа реагираат за ваквата политика на поделба, но и се жалат. Отина дел од нив им било кажано дека децата од прво до трето оделение кои се пријавиле за онлайн настава ќе учат во попладневните часови, кога родителите ќе им се вратат од работа. Ваква информација се уште немаат наставниците. Распоредите не им се дадени, но велат нема да дозволат на мала врата да им се протне некаква одлука да држат часови повеќе од законски предвиденото. Ние имаме информации, така како што беше и прикажано, дека онлайн наставата ќе се следи паралелно со физичката настава. Тоа би значило дека наставникот работи во одделение со ученици, сето тоа би било снимано и во живо би одело онлайн. Меѓутоа, за дополнително ангажирање, после пладни или не знам кој термин, кој што ќе биде надвор од овие физички активности, апсолутно е неприфатливо, реков, значи надвор е од закон и колективен договор, освен ако работникот и работодавецот не се договорат за дополнително плаќање. Се уште неизвестно е и дали учебната година ќе почне со физичка настава за децата од прво до трето оделение. Од Министерството за образование и наука најавија дека тоа ќе зависело од епидемиолошката слика во земјава. Одлука нема ниту за средношколците. Тие побараа од надлежните да им дозволат комбинирана настава. Во спротивно, најавија бојкот.